Минути за неделна хроника на Прва Скопска, доброdoјдовте. Во ова издание на неделна хроника ги подготвивме најактуелните случувања од неделата што изминува. Во ова емисија минути ќе посветиме и на ликовната уметност и реномирани ликовни уметници. Тоа ќе го оставиме за малку подоцна, сега би сакала да дознаеме нешто повеќе за она што сите не загрижува во Скопје, а тоа е депонијата Дрисла. Конечно е ставен во функција новиот филтер на печката за согорување медицински отпад, кој ги абсорбира PM10 честичките и другите штетни честици што се ослободуваат при согорувањето. Тоа значи дека од идната сезона Дрисла нема да биде фактор за загадувањето на воздухот. Од денеска на депонијата Дрисла е пуштен во употреба новиот филтер на печката за согорување медицински отпад. Со поставувањето на новиот филтер кој ги абсорбира PM10 честичките, јаглерод моноксид и другите честички кои се ослободуваат при согорувањето, печката целосно ги исполнува сите стандарди, согласно Законот за квалитет на амбиенталниот воздух. Самиот филтер се состои од механички фаќач на PM честичките, ладилник, активен јаглен, порозна бронза и спрејер со водена магла. Дополнително, со цел креирање целосно еколошко решение, горивото на кое работи печката е заменето со газ. Печката во Дрисла, која работеше без филтер, беше надвор од функција неколку месеци и беше под ригорозна контрола од државниот инспекторат, а Дрисла беше казнета заради согорување медицински отпад во стариот инсенератор без филтри, кога загадувањето на воздухот го надминуваше прагот и нивото на PM10 честичките беше високо, а исто така Дрисла доби забрана да согорува отпад кога PM честичките се над дозволеното ниво. Градоначалникот Шилегов денеска посочи дека пред пуштањето во употреба беа извршени тестирања на работата на филтерот, кои покажале одлични резултати. Наша обврска е да иницираме постапки кои што и не се ингеренции на градот, со цел да испровоцираме реакција на државните органи, а кои што се однесуваат на заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на воздухот кој што го дишеме. Просечното количество на издувните гасови на јаглерод моноксид, на азотните оксиди, на сулфурните оксиди и на PM10 честичките не ги надминуваат граничните вредности од правилникот за гранични вредности на емисии при горење и согорување на отпад и условите и начинот на работа на инсталациите за горење и согорување на отпад. Почнува да работи филтерот и се надевам дека едно прашање еколошко е затворено. Пред се за населените места околу депонијата Дрисла, пред се мислам на Батинци и на Љубош, но и за градот Скопје, го градот Скопје е подалеку. Шилегов денеска посочи дека се работи на долгорочни решенија за решавање на проблемот со загадување на воздухот во Скопје. Еден филтер не го решава во целост проблемот со загадувањето, но со повеќе вакви чекори се стигнува и до трајно решение. За таа цел во тек е и набавка на нова печка за согорување медицински отпад. Новата печка треба да биде набавена до јуни, а се очекува да биде поставена до следната грејна сезона. На депонијата Дрисла, иако пред неколку години кога се склучи договорот со италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте, се очекуваше дека целосно ќе биде модернизирана, не се направени било какви инвестиции, поради судските постапки кои се водат со италијанската компанија и германската компанија која што беше пријавена на тендерот, како и жалбата од град Скопје. Шилегов за судската постапка посочи дека за градот од интерес е што побрзо да се донесе коначна одлука, затоа што градот нема интерес ниту да се задржи сегашниот партнер, ниту пак има интерес да се стави нов партнер, а согласно договорот кој е важен или договорот кој ќе биде подпишан со евентуално новоизбраниот, може заеднички да се креира политиката за згрижување на комуналниот отпад. Како се одржува чиста животна средина покажаа амбасадорите на Холандија, Велика Британија и САД. Целта на акцијата не беше само да се исчисти, туку и да се испрати порака за поголема свест за одржување на чиста животна средина. Амбасадорите на Соединетите Американски држави, Велика Британија и Холандија, Чарлс Герет, Джес Бейли и Ваутер Пломб, со засукани ракави, ја предводаа групата од екологисти волонтери, кои денеска го чистеа кеот на Вардар. Акцијата која беше во организација на пивара Скопје, амбасадата на Кралството Холандија и компанијата Пакомак, се организираше под мотото Clean Up, Tweet Up, со цел да се подигне јавната свест на граѓаните за важноста од одржување на природата чиста. Ова е трета поред волонтерска екоакција.
Предходно се чистеше брегот и водите на езерото Матка, како и кејот на Вардар. Амбасадорот на Кралството Холандија Ваутер Пломп истакна дека денеска собира отпад, за да даде личен пример за другите. Многу ми е драго што толку луѓе се вклучија во нашиот клинап твитап, а исто така ми е драго што дел од представници од власта се исто така денеска со нас. Мислам дека сите имаме свој удел и сите можеме да направиме нешто во врска со намалувањето на отпадот. Властите треба да обезбедат повеќе контейнери, повеќе можности за селектирање на отпадот и за негово собирање и потоа процесирање. Граѓаните треба заедно со бизнис заедницата да сторат се што е во нивна можност да ја намалат количината на отпад и да не фрлаат отпад насекаде. Зошто токму амбасадорите го чистат кејот на Вардар? Дали Скопје е нечист град и каква порака со оваа акција сакаат да пратат до македонците, го прашавме и првиот човек на градот Петре Шиликов, кој одговори дека пораката е испратена до него, но и до сите граѓани на Скопје, да го одржуваме кејот на Вардар чист. Чувствувам дека тоа порака и до мене како градоначалник и до вработените во комунална хигиена, меѓутоа и до сите нас кои што сме граѓани на Скопје, бидејќи отпадот го создаваат луѓето. Градот Скопје во рамките на реорганизацијата на комунална хигиена веќе започна и да функционира посебна бригада, да ја наречам, од 35 вработени, чија што единствена работна задача ќе биде чистење и одржување на кејот во безпрекорна состојба. Очекувам дека со секојдневната таква нивна работна ангажираност во догледно време ќе го вратиме сејот на кејот на реката Вардар и во еколошка, меѓутоа и во естетска смисла, онаков како што заслужува да биде. Логистичката поддршка за соодветен транспорт, селектирање и рециклирање на собраниот отпад беше задача на Пакомак. Во Македонија годишно се генерираат околу 700.000 тони отпад, од кои некаде околу 100.000 тони или околу 16-17% е амбалажен отпад, кој има потенцијал да не се депонира на депонии, туку наместо тоа да биде рециклиран. Една од нашите активности е и подигање на јавната свест меѓу граѓаните за потребата од селекција на отпадот и оваа акција во таа функција. Во Скопје започна новата туристичка сезона. Со цел промовирање на културните и туристичките знаменитости во градот, воведена е и нова туристичка автобуска рута. Со ова треба да се врати стариот сјај на Скопје, истовремено збогатувајќи ја туристичката понуда на градот со модерни содржини кои реално ќе привлечат и нови туристи. Скопје како главен град на Република Македонија е една од најпосетуваните локации во државата. Статистичките податоци покажуваат дека најголем број од странските туристи го посетуваат Скопје. Бројот на странски туристи во последните 10 години е зголемен за 100%. За тоа придонесуваат природните убавени и културно-историските споменици од различни временски периоди. Со цел да се презентираат сите културни и туристички знаменитости на Скопје, со акцент на богатството на културни и религиозни знаменитости, старата скопска чаршија со своите специфики и занаети. Почетокот на новата туристичка сезона во Скопје се отвора со нова туристичка автобуска рута во рамките на City Tour Bus. Придобивките на новата туристичка сезона за оваа година опфаќаат и промоција на парк шумата Водно и Матка како еко-оази на градот, жичницата на Водно, како и промоција на настаните кои му престојат на Скопје, како што се Визар Скопскиот маратон на 6 мај, трката на Водно прв до врв на 20 мај, Скопско лето и други, за кои, како што истакна градоначалникот Шилегов, туристите треба да ги пренесат пријатните искуства. Го враќаме сјајот на Скопје, истовремено збогатувајќи ја туристичката понуда на градот со модерни содржини кои што ќе бидат многу поразлични од тоа што досега беше нудено на туристите во нашиот град. Наша крајна цел е секој што ќе дојде во Скопје да се осеќа пријатно, со себе да повлече и да однесе едни добри спомени кои што ги носат луѓето кои што ги посетуваат убавите и атрактивни туристички места во Скопје, во светот, за што претендираме и Скопје да стане еден од нив. Рутата започнува од плоштад Македонија и трае 2 часа, а цената на билетот е 150 денари. И со тој билет ќе следува уште едно возење во градските автобуси. Директорката на ЈСП Тур, Сонја Мартиновска-Боева, истакна дека акцентот на новата рута е ставен на градот на солидарноста. Турата оди од плоштад од Македонија, Порта Македонија, потоа оди од Пекале, Континентал,
Отоманскиот период го покажува сите знаменитости кои ги има кнезот Анге направено во градот и во цело време оди приказната за Скопје и она што е Скопје во минатото сега. Оваа година ставаме посебен акцент на градот на солидарноста затоа што е 55 години од земјотресот. Градската власт најавува продолжување на своите активности за развој на туризмот во Скопје и подобрување на условите за сите негови посетители. Според градоначалникот, Скопје има голем неискористен потенцијал за развој на туризмот, кој мора да се искористи и ќе се искористи на вистински начин, на кој сите придобивки најмногу ќе ги почествуваат граѓаните на Скопје. Најголеми знаменитости на градот се Камениот мост, Тврдината Кале, Православната црква Свети Спас, Старата турска чаршија, Мустафа Пашината џамија, Јахја Пашината џамија, Дауд Пашината бања, Соборниот храм Свети Климент Охридски, Старата железничка станица, Музеот на современа уметност, Милениумскиот крст, спомен куќата Мајка Тереза, Аквадуктот, улица Македонија, Градски зид, Куршумлијан и уште многу други. А на ролеријадата што се одржа во средата на Илинденска доминантни беа девојчињата во однос на момчињата. Учество земаа над 750 ученици од основните училишта. Повеќе за ова гледаме од прилогот што следува. Ученици од 30 и повеќе основни училишта од Скопје и околината денеска учествуваа на 7-та ролер трка, која годинава се одржа под мотото "Возиме кон иднината". Трката стартуваше напладне на булеварот Илинден, од пред фонтаната Лотосов цвет, се до крстосницата на булеварот Илинден со улицата Никола Тесла кај јавното предпријатие Паркови и зеленило. Организатори на трката се град Скопје и Детскиот културен центар Карпош, чија цел, како што истакна директорката на ДКЦ Карпош, Ружа Ѓурѓеска, е да ги анимираат најмладите, да ги засакаат ролерите и да се дружат. Детскиот културен центар Карпош и оваа година по 7 пат ја организира ролер трката под мотото "Возиме кон иднината". Оваа година ни се пријавени 27 училишта што припаѓаат на градот Скопје и околината, што е една доволна голема бројка за една ваква од година на година се помасовна манифестација која што успева да ги собере поточно основците од голем број на училишта. Трката ни е организирана во два дела, машка и женска трка. Од година на година гледаме да ја усовршиме и се подобро да биде организацијата, заради тоа што и масовноста и заинтересираноста на децата е се поголема. Всушност ова е на некој начин едно спортско дружење на децава со оглед дека е стазата која што треба да ја поминат е прилагодена токму на нивната возраст. По завршувањето на трката беа доделени по 3 награди за најуспешните учесници во женската и во машката трка. Имаме доделување на награди, значи за првото место имаме ролерки и комплет опрема, за второто место само ролерки и третата награда е само опрема. Потоа имаме исто и така и пехари и медали за прво освоените места и за менторите кои што ги носат учениците по пат на излекување имаме доделување на велосипед. Модерни училишта за доволни ученици. Во изминатиот период значително се подобрени условите во училиштето 25 мај во општина Газибаба со реконструкцијата преку средствата од Министерството за образование и наука и Европскиот заеднички фонд на Западен Балкан. Кои се придобивките од реконструкцијата, што е направено и што ќе се прави друго во училиштата во општина Газибаба, гледаме во продолжение. Модерни училишта за доволни ученици и родители, со помош на Банката за обнова и развој при Советот на Европа, како и со Европскиот заеднички фонд за Западен Балкан, обновени и реконструирани се основното училиште Наум Наумовски Борче и училиштето 25 мај во општина Газибаба. Денеска представници од амбасадите и институциите што финансирале беа во посета на училиштата за да видат што е направено. Особено голема инвестиција има во 25 мај, каде што со помош на средствата направена е целосна дигитализација на училиштето, нова фасада, подот, прозорите. Директорот на училиштето рече дека она што недостасува се дигиталните помагала. Денес нашето училиште е поинаков поглед има, во кој воспитниот образовен процес се реализира со европски стандарди и од сега натаму нашето училиште е дигитално училиште, заблагодарувајќи ја општината, градоначалникот кој го поддржуваше проектот
дигитално училиште, знаето нема граници, од прво до 9 делење сите кабинети се со смарт табли интерактивни. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски рече дека училиштето 25 мај ќе добие нова спортска сала, каде учениците ќе можат во модерни услови да спортуваат и да се изградат во здрави личности. А исто така градоначалникот најави проект за учебната 2019-2020 година за училиштето Крсте Петков Мисирков. Градоначалникот потенцираше дека со добрите услови во училиштата се мотивираат децата и професорите, а за најталентираните ученици најави дека општината ќе додели 20 стипендии за најуспешните ученици. Посебно сум горд затоа што основното училиште 25 мај е комплетно дигитализирано, смарт таблите поставени и ќе представува добар пример како општината заедно со родителите, советот на ученици и родители можат добро да влијаат во подобрувањето на условите, во дигитализирањето на ово училиште и во наредните 10 во општина Газибаба. Као општина Газибаба заедно со Министерството за образование ќе стори све што е во нивна надлежност да ги подобри максимално условите за учење, создавање на нови вредности и квалитет, воведување на најновите технолошки дигитални промени кои што не очекуваат заедно со нашите европски пријатели. Министерката за образование и наука Рената Десковска информираше дека инвестирањето во подобрување на условите во образованието, добрите училници, лаборатории, простор за рекреација и интеракција со другите ученици директно влијае на подобрувањето на постигнувањата на учениците. Тие треба да бидат простории во кои учениците ќе може да се развиваат, во кои ќе сакаат да го минуваат своето време, простор во кој наставниците ќе се чувствуваат почитувани и пријатно на своето работно место. Добрите училници ќе бидат и мотивација за поголем ангажман и на наставниците и на учениците во зголемувањето на квалитетот на наставниот процес и подобрување на резултатите од учење кај учениците. Во училиштето 25 мај преку проектот за рехабилитација на средни и основни училишта инвестирани се околу 415.000 евра, од кои околу 300.000 евра се средства од Европскиот заеднички фонд за Западен Балкан. Со ова значително се подобрени условите во училиштето, троши помалку енергија за затоплување, хигиената е на повисоко ниво од претходно и објектот има помали трошоци за одржување, а наставниците имаат подобри услови за реализирање на наставно-образовниот процес. Амбасадорите кои беа присутни во училиштето рекоа дека ќе продолжат и понатаму да реализираат вакви проекти затоа што ќе се подобри образованието на учениците. Старата и оригинална архитектура на Љубенци пренесена преку платното на реномираните ликовни уметници од Македонија и странство е изложена на ликовната изложба во општина Бутел. Изложбата се состои од избрани дела од последните 3 ликовни колонии што се одржуваа во Љубенци. Најубавите и атрактивни ликовни дела собрани од последните 3 ликовни колонии што се одржуваа во Љубенци се изложени во општина Бутел. Изложени се 50 дела на 28 реномирани ликовни уметници од Македонија и странство, кои се редовни учесници на сите ликовни колонии што се одржуваа во така нареченото живописно Љубенци. Љубителите на ликовната уметност имаа можност да видат 44 слики, 2 релјефа во дрво, 3 скулптури во дрво и една скулптура во мермер. На изложбата присуствуваше и градоначалникот Велимир Смилевски, кој рече дека е задоволен од големиот број и квалитетот на уметнички дела. Градоначалникот Смилевски додаде дека негувањето на ликовната традиција во општина Бутел ќе продолжи понатаму. Се надевам дека ние како општина во наредниот период ќе бидеме домакини на уште многу вакви колонии, затоа што она што е добро наследено ќе тераме дека во наредниот период треба да го продолжуваме со оглед на рацете на овие уметници. Мислам дека треба да ги искористиме сите можности за да можеме да бидеме општина која што дава рака
на луѓе кои што знаат што прават. Градоначалникот најави дека ликовната колонија ќе продолжи понатаму да се одржува. Во моментов течат подготовките за 8-та ликовна колонија Љубанци 2018, што ќе се одржи во јуни, а имаат најавено учество реномирани ликовни уметници од Македонија и од Србија, Словенија и Босна и Херцеговина. Еден од редовните учесници на ликовните колонии во Љубанци е реномираниот ликовен уметник Владимир Лазовски, кој рече дека Љубанци плени со својата убавина од каде што може да се добие голема инспирација за создавање на врвни уметнички дела. Но, што е она што оставило впечаток од досега одржаните ликовни колонии, Лазовски одговори. Ентузијазмот на колегите, кои кога дојде во просторот, стара архитектура, питомост, домаќини кои вложија премногу од самото училиште на Гоце Делчев, директорката Силвана, морам да ја спомнам, техничката служба која овозможи да колегиве се осеќаат во еден простор сакани, а и самите жители на општината. Покрај уметничките дела на изложбата беше промовиран специјално подготвениот каталог во кој се презентирани уметниците и нивните дела, а за сите љубители на ликовната уметност изложбата ќе биде отворена до 4 мај. Атмосферата на ликовната изложба беше збогатена со настапот на гудачкиот квартет Полихимнија од Скопје. Остануваме на истата тема. Во продолжение ви го најавувам разговорот што го снимивме на отворањето на ликовната изложба во општина Бутел. Еве дел од атмосферата оттаму. Се наоѓаме во општина Бутел на отворањето на ликовната изложба на која се изложени дела собрани од последните 3 ликовни колонии кои се одржува во населеното место Љубанци. Веднаш до мене е градоначалникот на општината, господинот Велимир Смилевски. Господине Смилевски, ви благодарам за овие прекрасни дела што ни овозможивте да имаме можност да ги видиме и да ги представиме на нашите гледачи. Меѓутоа, еве ќе ни кажете колку сте задоволни од изложбата со оглед на тоа што се собрани дела од последните 3 ликовни колонии. Добро, најнапред да се заблагодарам на уметниците кои што во претходните 3 години 2015, 16 и 17 твореа во нашата општина во селото Љубанци. Делата покажуваат 50 на нови дела кои што мислам дека се на ниво кое што ги задоволува сите стандарди, луѓето кои што знаат може да ги проценат. Со оглед на ваквиот квалитет на сликите кои што ги гледаме, би бил задоволен како општина во наредниот период да овозможиме на истите луѓе и на други луѓе да присуствуваат на оваа ликовна колонија, затоа што ова е меѓународна ликовна колонија. Ние како општина ќе бидеме домаќини и се надевам дека, како што кажав, повторно ќе се гледаме со овие уметници и со вас за да ги презентираме нивните дела. Веќе кажавте дека се подготвувате и за новата ликовна колонија, нели досега се одржуваше во месец јуни. Како течат подготовките? Да, со оглед дека е више традиционална, подготовките течат во најдобар можен ред, се знае што е, каде е, како е и се надевам здравје во јуни ќе бидете гости, ќе бидеме заедно гости на уметниците за да им помогнеме и да им дадеме уште еден поголем мотив за да може да творат вакви дела. Мислам дека како за нашата општина и за нашата република се потребни, каде што ја презентираме една општина и село во кое што во изминатите периоди има своја традиција. За крај би ве запрашала дали вие како човек ја сакате ликовната уметност? Па сигурно, да кажам дека не е така ќе лажам. Секој човек има некоја желба, кој ќе ги погледнам овие слики, имам уште поголем мотив за да помагаме на уметниците во наредниот период да може да творат. Јас ви благодарам за разговорот и се надевам дека ќе имаме можност да бидеме гости и на следната ликовна колонија. Благодарам и на вашата посета.
Разговараме и со професорот Данчо Ордев, реномиран наш и светски ликовен уметник. Господине Ордев, најпрво благодарам што прифативте да разговараме и еве што ќе имаме можност да не информирате малку повеќе за ликовната изложба и се разбира и за ликовната колонија која што се одржуваше во Љубанци нели изминатите години. Па еве ќе ни кажете колку дела се собрани во моментов овде. Точно не знам, али се доста. Мислам дека секој автор има по 2, по 3, некои повеќе оставаме дела, а автор има околу 20, така сме од прилика. И сосем е окей, ја гледав изложбата. Ние од изложбата имаме, мора да се напомене дека оваа изложба или оваа колонија од која што произлегува изложбата е наменета претежно за ликовни педагози. И тоа Бутел, општина Бутел, има една традиција веќе, еве го, 7 години, да ги собира ликовните педагози од Скопје, Македонија и, како што рековте за мене, од свет. Од Бугарија имаме, од Србија, од Хрватска има дојдено, од Црна Гора имаме присуствувано, од Албанија. Така да делуваме едно искуство, нели, се дружиме, сликаме, еден убав простор, школото, огромна физкултурна сала, пријатни луѓе, сликање, да не должам многу само, другото прашање. Ке ни кажете еве што најмногу ви остави впечаток од ликовните колонии кои што досега се одржува, а вие сте учесник? Јас сум љубител на колонии, љубител од кој аспект? За секој што сака да работи, нели, од на професија, да се најде со еснафот и ти од Сабајле до 0, од 0 до 0, 24 сата, 24/7, да можеш да сликаш. И сега меѓу нас има луѓе кои што брзо работат, кои што полека работат, луѓе кои што се експресивни, луѓе кои што поише се дружат. Јас да речем една страна сум си работам, а тамо 5 души се дружат. Одека ќе довикнем, ќе разговараме, се шалиме цело време, се смееме, со еден збор позитивна енергија. Кога учествувате на ликовната колонија во Љубанци, што најмногу ви инспирира за сликање? Па добро, ја целиот опус што го имам и во Македонија и нели кај што ме познаваат, ја го работам македонската куќа. Стара македонска куќа со чардаци и со сето тоа и македонските села. Али не овие новите, нели, коцките, тие бели коцки, него навистина куќите и пейзажот, природата. Тоа го работам нон-стоп, тоа ме инспирира нарочито Љубанци. Јас за Љубанци сега во контекст на колонијата, иначе и надвор од контекст на колонијата, ќе ви кажам дека од 73-та јас сум присутен во Љубанци. И во моите слики Љубанци. Седнеш, разговараш со селаните, веќе ги нема тие децата пораснале, али куќите се онаа. И тоа е најголемото богатство. Да се свртам према мојата, нели, она што го сакам, интерес, сето тоа, дека тие куќи треба да се сочуваат. Тоа е богатството, историско богатство на Македонија. И нормално атмосферата во која што се работи. Дали имате информација или дали паметите колку уметнички дела имате насликано на една ликовна колонија? Колку може да се насликаат? Па и јас еве сега бев у Струмица лани, за нив направив 2 слики метар на метар и јас си понесов 13 метар на метар за 10 дена и направив. Секогаш правам, јас кога идам у колонија, јас јасно давам до знаење на организаторот. Он се што треба по пропозиции го правам за нив, 2 слики, повелете, 2 платна ми дава, 2 ги правам, како и секоја. Секоја колонија работи со 2. Али јас никогаш не работам со тоа ми е мене теркот, носам уште 5, 6, 10 платна своји, затоа што работам, сериозно работам од 8 до 24. И уште еве само за крај да ни кажете дали ќе учествувате на следната ликовна колонија? Па јас на некој начин сум, нели, бидејќи педагошки факултет, оделенска настава, ова се мои 80% се мои колеги. И овие поликовно што се наставниците исто од ликовна академија. Така да секоја година ми е драго и чекам да почне сезоната со нив.
Јас ви благодарам за И разговор. на вас и благодарам. Со овој разговор го завршуваме и ова издание на Неделна хроника, а на сите љубители на ликовната уметност им препорачувам да ја погледнат изложбата во општина Бутел, бидејќи има навистина извонредни уметнички дела. Ви благодарам што не следевте, останете понатаму со содржините на Прва Скопска. Довидување.